Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест вечерва, мој гостин да биде Сотир Костов, аналитичар, колумнист. Добре дојде. Добре најдов и добро вечер. Сотир, овие 3 дена се изнагледавме многу весела математика по овој прв круг нели на локалните избори, весела математика, но реалноста е тажна за оние што ја практикуваат бидејќи нема врска со реалноста. Искрено кажано, на 11:0 да се представуваш како победник, ова малку и за Монти Пајтон е премногу, нели? Ја израчинав 11:1. Да. Ја ти си во право. Види, Љупчо, ни се случуваат неколку феномени, негативни синдроми или погазување на принципи, што ја решив да ги представам преку бројки. Од утре почнувам, ако е здраве и живот во Курир, да објавам нов фелтон Моќта на бројките и убедувачкото влијание на зборовите и проектите. И ќе представиме што и како е. Уште ноќта по објавувањето на првите резултати, губитниците ни фрлија во очи, пред нас, една материја што метафорички се вика борски пудинг. Тоа е градот Бор од Србија, во Србија, каде што се родниците тамо тие превозвачките капацитети, еден од најнечистите градови во Србија и во Европа. И ја има создадено метафората кога едни дечки се довикувале, едниот живеел горе на ридот, другите долу на плоштадот. Еј, како е горе? Па вика, се е прашина и пепел као пудинг. Да. Ама вика ќе го расчистиме. Јас со овој мој фелтон ќе сакам и вечера со мојот настап да го расчистиме тој борски пудинг. Тоа е прифатено од уметниците, од културњаците, од интелектуалците, кога некој ти фрла ветер и магла, кога ти продава тантими за кукурику, значи онакво за онакво, што би рекол да задржиме ниво. Тоа е, значи, таа прашкаста материја, пудинкаста, борски пудинг и мора да ја неутрализираме. Како? Само со бројките. Так. Значи, ајде ја вечерва ќе се обидам да не сум толку доседен, кој јас со бројки не настапувам многу, ама вака. Факти и податоци за изборите. 1.815 и кусур гласачи. Излезено 48,29. Еве, најниска до сега. Ама погледнете ја Западна Европа, Америка и ќе ви стане јасно дека сме подобри од нив. Настрана што избирачкиот список нема врска со реалност. Тоа е друго. Тоа ќе збориме. Гласале, значи, некаде 883.937, од прилика 885.000 нека се. Неважички ливчиња, пази, 53.713. Учесници 22 политички партии, 19 коалиции, 303 листи за градоначалници, 558 листи за советници. Сите овие објективни фактори ја прават сликата на резултатите. А сликата на резултатите еве ја. ВМРО ДПМН 301.919, ова се советничките листи. СДСМ 125.824. Нај или Дуј, сега модерно, некој ново име има. Национална интеграција, а беа европска. Бидоа да се ребрендираат нешто, ама не им 114.246. Вреди 91.242, Левица 57.063, Знам 38.421, Искуство за успех 13.000. Сега, тука ми фалат две позиции. Позицијата на малите партии вон парламентарните партии. Ама мојот пријател Гоце Делчев од МАК ми кажа дека се отприлика 20 и кусур илјади гласа вкупно тие партии, а едно пријателче од еден аналитички центар го прашав како стојат независните над 100.000 се. Еве ја сликата, значи, така на гласови. Па сега кој е гор? Значи, ВМРО ДПМН 301.000, над 300.000. Кој е долу? СДСМ со 125.000, ама сепак второ место. И сега како? СДСМ расте, одејќи надолу, дна. ВМРО паѓа, одејќи во небото. Тоа е околку ова борскиот пудинг. Тука е споредбата, знаеш, со што на баби и жаби велат народот.
А никој пат не Знаеш која е споредувам лошата парламентарни со локални, председателски со локални и обртно, бидејќи параметрите и Така. мерните единици се различни. Како да споредуваш резултат на фудбалски и на кошаркарски многу натпревар. убаво, браво. Не исто, Види сосема сега, различно. види вака. Види ги учесниците. Во локалните колку независните, избори да. имаме 80 единици, општините, и го имаме градот Скопје. Градот Скопје е 1/4 од избирачкиот список. 80 општини имаме големи, начело со Куманово, па Тетово, па Битола и така натаму, Пече Скопски Така. и така натаму. Па имаме средни 30 и имаме средно мали уште 20 и мали едно исто така 20. По Ете ти 4-5 ги 80. хиљади, да. гласачи. Гласовите не одат во едно канче. Така. Гласовите одат во 91 канче. Значи, сите гласови, капките вода, се сливаат. И сега види вака. Се станува градоначелник или мнозинство во совет и со 900 гласа. Малите општини. Се станува и со 2-3 гласа, се станува и со 5-6 и со 5-16 и 19.000 гласа. Но пратеник, А пратеник истиот систем е. не, друго јаче е малку. Пропорционалниот, да, ама 6 сакам да единици, кажам, да. пази, Така, да. 6 единици, Да. ама во сите 6 единици имаш фиксна бројка 20, овде немаме фиксна бројка, и пази, избирачите се различни, разликата меѓу од прва до шеста, не знам меѓу кога на памет, е 34.000. И таму имаме дискрепанции, ама таму крајниот резултат е 120 пратеника. И сега како ќе ги споредуваме градоначелниците со пратениците? Не, овие се мнозински, овие се пропорционален. Советниците со пратениците, каде што се станува советник, ќе видите малите партии со 150-160 гласа станале на некои советници, а пратеник го знаеш па колку е просекот, 6, 7, 8, 9 илјади тука некаде. Така да, јас баби и жаби не мешам. Сега, тоа е околу бројките, ама има и нешто друго што влијае на тоа кој ќе победи и кој ќе изгуби. А тоа е карактерот на кампањата. Кампањата може да биде позитивна, негативна, црна, комбинирана. Јас видов во мала вера црна, а мерка црна кампања, во неголема мера позитивна, дури и комбинирана. Сега, од тоа, кој колку влијаел на избирачкото тело, имаме стапка на одзив и имаме стапка на опаѓаност на изгледност. Метафорички, ние што се бавиме малку со таа наука и што пишуваме, тоа се вели мост на доверба кој ги добива гласовите, кој преку изборна кампања, преку маркетинг, вако, социјален, политички брендинг, ова, рейтингот го дига и гласовите ги зголемува, тоа е мостот на доверба се воспоставува, а оние што не успеваат, оние што метата ја промашуваат, наместо да зборуваат за локална единица, тие зборат за војни, милитантни работи, едните. Другите зборат за црвени линии, резолуции, бугари да. и така натаму. Третите малку вулгаризам Европска покажаа, унија, па се да, повлекоа. да. Тие ствараат јас на доверба, или модерно речено гап. Сега, мост на доверба, според мене, изградија ВМРО ДПМН, а вреди останатите. Знам, не можам да кажам, у тие мал примерок, ќе кажам она што направи и како направи. Останатите на чело со ДУИ или поточно таа нивна коалиција НАИ, и сите партии во неа направија јас на доверба. Не привлекоа гласачи, ајде ги кажам гласачите ја како сум ги поделил. Не ванпартиските. Значи, ван симпатизерите и членовите. Неопределени гласачи, гласачи со помало интерес на политиката и гласачи кои помалку ја познаваат политиката. И одма да ти кажам, кампањите се дизајнираат за нив. Од овие три структури на гласачи, да убедиш некого да излезе и некому да го даде гласот. Овој пат, овие од опозицијата тоа не го направија, овие од власта, сите три партии, секој на свој начин, тоа го направи и се случи што се случи. Сега, никој не сега сериозно да се бави со неважечките ливчиња. Еве ги, PS3,
713. Најмногу досега на избори, да. Значи, секој 16-то ливче неважечко, ова мојата маленкост не го кажува, ова Дик го кажува. Сега одма компаративно ќе ви кажам. Неважечки ливчиња, 21 се 19.000, 24 се 27.000, а сега се 53.000. Значи, драстично повеќе, затоа и резултатите се поинакви. Овој дел го завршувам со неуспехот да анимираш гласачко тело да ти излезе на гласање и гласањето се повторува во Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа, Маврово и Ростуше. Знаете колку гласачи се таму? 82.000, 26.000, 7.410.000. Кога ќе ги собереме овие и како неуспешни кога ќе ги тргнеме, се намалува квантумот на гласови што го распоредуваме, ќе видите дека имаме ненормален раст на победниците и затоа некој победува во многу општини, затоа некој губи во многу општини и сега некој вели ние сме победници, а замислете тоа го велат СДСМ. Еве ќе ги видите, они се трети. Еве ги вака. Да. Не знам дали се гледа, предпоставам, и вика вака, СДСМ има 3 општини добила во првиот круг, во 8 е прва. Така. Значи има уште во 5 да се бори. А НАИ 3 општини добила во првиот круг, уште во 5 се бори. Влен 4 добила во првиот круг, уште во 9 се бори. Пази го овие во Васионата што отидоа. ВМРО ДПМН 33 општини добија, уште во... први се во 53 општини. Так. Што правиме сега? Како они паѓат кога пред 4 години во првиот круг добија во 22 општини. Кога 33 ќе го спореди со 22, со 11 општини одат повеќе. Так, и еве сега версус ВМРО версус СДСМ, знакот покажува дека 53 е поголемо од 8, дека 33 е поголемо од 3. 33 е поголемо 11 пати, ова ти што ја почна емисијата, а тоа е 11 пати повеќе, а 53 од 8 е 6,5 пати повеќе од 8. Те молам, помогни ми сега, микрофонот. 300.000 е поголемо од 100.000 или... 3 пати. Така, стварно не. Како само некој не го знае тоа. И сега вака, за градоначалници ВМРО добил 325.000, реков ќе покажувам. Не, за градоначалници, за советници 302.000. Евеки. Така. Сега. Поаст од минатите локални избори. 12.000 повеќе за советници од пред 4 години. Каде е тука падот на ВМРО ДПМН? Помагај ми, ја не го гледам. Алан Форд го објаснува ова многу добро. Вели, веќе имаме се, веќе имаме ништо, затоа одиме на се. Ова малку мене на покер партија ми, блефирање. Ова е буквално кажано од Алан Форд, се или ништо, ич или брич. Малиот со карираното. Би рекол чашуле на стариот. Веќе имаме ништо, одиме на се. На се, мајко мај. Затоа што сега, така личи. тука го сместувам Фројдовиот синдром од Неукос во културата, неговата култна книга, каде што вели вака: многу луѓе во културата, јас додавам во политиката и околу политиката, мераат со погрешни мерки и вредности кои ги изневеруваат, а сакаат да имаат и да задржат моќта. Па да не ги бројам подпредседатели, заменици председатели и председатели на една партија која доживеа дебакал на овие избори, току овој Фројдов синдром го има, бидејќи нема вредностен систем реално да види состојбата и да се постави кон таа реална состојба како што треба, за да даде добра диагноза, да го пронајде лекот и во блиска иднина да се престои и да има подобра работа. Диагнозата ја знаеме. Ама, се важи. таа анализа е многу тешка, па рекол Херман Хесе уште многу одавно, 1924 или мислам година, во еден култен есеј, каде што вели: најтешко е да направиш анализа, психоанализа или самоанализа. Треба да си чесен кон себе. Ние најчесто сме нечесни кон себе, кога грепкаме по состојбите и работите, кога тоа што го откриваме на површината не ни се бендисува, наместо да го раскопуваме и да го најдеме, да видиме состојбата, ние го потрупуваме. И ние бегаме од реалноста. Тоа
преведено би значело се плашиме од вистината. Не јас и ти, него некои што не сакат да го признаат, што би се рекол, поразот. Дефиницијата на добриот губитник светска е дека добар губитник е оној кој што достоинствено го прифаќа поразот, не се жали по него и го почитува напорот и трудот, работата на противникот, нели? И пред се го признава поразот. Сосема си во право. Така што не видов ништо од да овие не напаѓам четири други, работи. ќе дадам пример, јас сум многу самокритичен, ќе дадам пример со мене. Последниот голем пораз во оваа област, како експерт кога работев, го доживеав 2002 година. Значи, работев за некоја, не е битно каква улога, партија голема, водев кампања на 7 мали партии, ГАМ, Граѓанска алијанса за Македонија, прекрасен проект и невидено фијаско, тоа е после војната и дебакал доживеевме. Јас се повлеков, размислив, ставив еден хамер над зидот и почнав доктрина, стратегија, тактика, техника. Сите ги проучив за година дена, се престроив, верувал или не, од тогаш досега немам пораз во избори, како експерт, не како ја не сум политичар. Немам пораз. Дури и во она тешката 2017, кога некој ми ги затвори вратите во штабот на ВМРО ДПМН, ја во Кавадарци отидов, едини град сум Митко Јанчев и ВМРО победивме на тие локални избори, зашо пишуваме книга и катат ќе ја објавиме. Значи, треба да се погледнеш во огледало. Треба да видиш каков си од она што си го сработил, половина си, добро, половина си го сработил или воопшто не си го сработил. А не да ги первертираш работите, да фрлаш борски пудинг или одамна неам кажано метафората Семјон Семјоновиќ и розавите очила. Тоа е абсурдистот Даниел Хармс, многу одамна, пред 100 и кусур години, ги има направено култни 3 слики, гениални, реални и нереални, надреални, каде што еден господин, не, ќе опреведам во наши услови. Кога Филипче ја гледа ситуацијата, реално гледа пораз на СДСМ. Ама не му се бендисува тоа да го гледа, тој ги става розовите очила и гледа радост на неговото членство, на неговото раководство, бидејќи тие победиле. Ама тие победиле само во неговата имагинација. Тоа се однесува за заменик председателката, тоа се однесува Ана Чуповска, како се Чуповска, да, многу интересни теории даде, наука, некоја нова, ја бија за Нобелова награда не се предложил. Значи, студентите што ги учи, ја не знам како ги учи, со таква нереалност, со таква субјективност и таква далеко од реалниот свет. Тие розови очила треба да ги симниме, да ги згазиме и да си го погледниме обкружувањето, состојбата, најблиските и самите себе, какви сме, што сме и што сме постигнале. Само така некој ќе се реформира, само така некој ќе се ребрендира, ама очигледно тој не сака тоа да го направи. Затоа гледа се како се постигнати бројките. Во 59 општини ВМРО води на советнички листи, ама 550 советника освоил. Ова води во 9 и има 153 советника. Влен има 131 советник, во 27 општини, денеска ово ми се најнови информации, СДСМ води само во 4 совети, има 233 советника. Сега пази, знам има 44 советника во 33 општини, ама морам да кажам за знам, прв пат се позиционираат. Солидно, несолидно, ќе си проценат они, ама ќе ви ја кажам траекторијата на левица. На првите избори 3 советника, на вторите 49, а сега 66. И левица сега има 66. Ајде малку да ја посветиме внимание, бидејќи се прогласи левица за голем победник. Не гледам јас. Гласовите што сите веруваат дека ќе одат во СДСМ, а очекувавме ние некои поискусници дека ќе се делат на 3 дела, меѓу знам левица и независните, моите први оценки со задршка се дека во најголем дел отидоа кај независните, бидејќи информацијата ми е дека имат над 100.000
гласа добиени, ќе ги преточиме во советници, вечера само за нив го немам бројот, ќе го има многу скоро, И сега пази што се случува. Левица имаше градоначалници во 20 града. Во сите 20 града има пораз. Тоа е 0 градоначалници. Левица, значи, изгубила во 19, игра има, уште трае, не сакам младиот Мецинович да го малерисувам, значи, во град Скопје играта уште трае. Освоила 66 советници, значи, 17 советници повеќе од 2021 година. Сега нешто те прашам. 66 советници, близко е до 550? Извини, ама не е ни близко до 153 на ДУИ, ама со ДУИ не можеме да мериме, али ќе мериме со СДСМ 233. Сега не можеме се да кажеме дека СДСМ ништо не постигнала. Еве, си ги има 233 советника. Така да, Левица на овие избори, ја прв ќе кажам, ја до пред известно време ги поддржував нив. Сега не ги поддржувам поради забеганиот лидершип. Има причини зашто тоа го правам, вокабулар, воспитање, политичка култура и така натаму, ама со членството си имам прекрасни односи. Секој ден си разговараме. Значи, Левица има стагнација. Знам од прв пат, како што отиде на 6 пратеника, на Левица и треба 3 циклуса парламентарни избори да го направи тоа, знам на првиот циклус освои 6 пратеника. Еве, сега една скромна бројка од 44, ама види што е во игра, знам. Знам е во игра Куманово и Центар. Так. За Куманово тврдам победува, ако имаме време ќе поразговараме. За Центар знам дека ќе е голема битката, знам дека ќе е тешка битката, не знам кој ќе победи, ќе видиме за многу скоро време. Значи, Левица си прави многу лоша услуга, под наводници, што се прогласува за победник и се прогласува за фактор, повеќе ВМРО и СДСМ не биле фактори во државата. Не, ќе почека време да помине, ќе треба мускулите да ги напумпате, не надуват, за да станат они некои фактори, а еве, јас им посакувам нека работат мако трпно и нека станат фактори сега. Секој, како да ти кажам, секој се бори за нешто. Еве да биде малку, да ги спомнам, извини, малите партии, ова Гоце Делчев ми го даде, генералниот секретар на МААК. Тие имат 4568 гласа, 4 мандати. Зрновци, Неготино, Гевгелија. Ќе ти кажам зошто ги кажувам. Српската демократска партија во Куманово има 3 мандати, 3627. Подем, замисли, постои уште. Но тие се сите дел од коалицијата. Ако, нека. Треба да одат на нивното конто, тоа. Демократски сојуз еден, концептот македонски не освоил, тоа се 8850 гласа, 9 советника. Тие се во Конче, Росоман, Куманово, Гевгелија, Неготино, Зрновци. Так. Но сега, тие се во коалиција, ако гледаш... Ама овие ги стават во опозиција. Па не се во опозиција. Си одлучиле да одат сами. Да не беа така одлучиле во коалицијата, јас тврдам Максим ќе имаше победа во прв круг. И Српската партија ќе донесе, еве гледаме, со 3.500 гласи располага, и МААК располага со гласови, и ја мислам ќе имаше победа. Не и си. Така одлучиле, бидејќи ова се локални избори, да се позиционират како што треба, и ја мислам успеја, да не речам сите 3. Ај сега, завршувам во тој дел, ова не е моја графика, ова од интернет ми е испринтано. Црвената боја во двете нијанси е ВМРО, плавата е СДСМ. Каков е овој напредок? Би коментирал ти нешто на СДСМ? Па, така е муабетот. Сега, затоа моќта на бројките и сликите додавам. Значи, ова се факти кои не може да се занемара. Поразително за СДСМ и за ДУИ. Сега, ВМРО губела рейтинг во општините. Еве сега ќе го докажеме спортивното. Штип 5:1. Ова рече го градоначалници. Советот 2,2:1 ВМРО кон сите. Да. Дали сум јасен? Значи ВМРО ДПМН версус сите во Штип во Советот е 2,5:1. А градоначалникот на кандидатот на што беше на Иван на ВМРО 5 пати повеќе гласови добива од СДСМ. Ја тука не гледам разнишеност. Исто и ова сега, за да се сватат гледачите, да нема навивање, еве ова кула, нели, или во пити се изразува, ова е од интернет земана,
Црвеното го гледаш, оние малите ги гледаш, па знаеш кои се? Ова е Велес. 12.440, за нив многу малку имам зборено, прекрасна екипа се, покажаа 12.445 гласа, а СДСМ 2639. 4,7 спрема 1. Значи 5 пати повеќе од СДСМ. Те молам, помогни ми, каде е тука попуштањето на ВМРО? Во Сопиште. Не, чекај, ме провоцираш. Сега ќе го видиш Сопиште. Сопиште тој пак... е рекордерот. Еве го рекордерот. Да. Јане Мицовски, Сопиште 80,2%, Така. најака победа. Морам да ги исчитам другите. Александар Георгиевски и Линден 79,73% од излегнатите гласачи. Петровац Борче Митревски 77,43. Иван Јорданов Штип, голем град сум кажал, 76,74 од излезените. Па Василево со 74, Митко Јанчев, стандардно кавадарци. Пази, Митко Јанчев тука не е прв, пази. 73, 89, еве го Велес со 73, 34, тука е Кратово со 73, 20, 77, 92, Градско, Босилево и има уште десетина. Зошто го кажувам ова? Сопиште е 10-1. Да. Они се, ево, рекордери, ама да речеме, не е Реперут е мала општина. Так. Иако и тоа е покажува многу. Сега вака, му фалило на ВМРО гласовите од парламентарните избори. Пази ја тезата. Ако ги додадеме тие гласови до 430 или не знам колку беа и 6000, знаеш и кој синдром ќе ни се случи? Да ВМРО има повеќе од 50% од излезените и ќе победува сегде. Не може тоа. Лјупчова прв пат го открив. Значи, ова не сум бил свесен ни јас. Вчера и денес ова го работев. Значи, пази, ако тие гласови механички што сакаат од СДС да му ги додадат, бидејќи му фалеле, и ако предпоставиме ги освоило ВМРО ДПМН, сите ќе губат, а пази, ВМРО ДПМН најмалку во 20 општини нема поднесено листи. Сакаш градоначалнички, сакаш советнички. Па еве зошто му фалат. Му фалат под наводници. Значи, ова се локални избори. Таму каде што си конкурирало ВМРО во најголема мера и си добило. Таму каде што не конкурирало или е оценка на стратегија со коалиционите партнери, тоа е Куманово, тоа е Струга, тоа е Гостивар, тоа е Тетово и така натаму, и затоа тие гласови недостасуваат. Ама тие гласови во крајната победа и не се потребни, бидејќи таму победува коалициониот партнер, помогнат од најголемата партија, победничка партија, ВМРО ДПМН. Ја овој дел узурпацијата би ја прекинал. Најдобар опис на начинот на однесувањето на раководството на СДСМ вечерта, предводено од Филипче, преточено преку Фани, потоа и преку професорката што ја спомена, која што се однесуваше многу чудно, беше опишана во една реченица која што ја представи Куновска од социјалдемократка која што ја пишала. Како се однесува, колку беа арогантни кога губат, не дај Боже, замисли што ќе прават ако победат. Тоа е опишува многу јак беше и кандидатот од сопствените. Досегашен, градоначалник од Струмица. Нити плюва, нити коби, нити напаѓа, реалноста јака. Неколку минем ја кажа, тука е Игор Мицковски, значи сите се членови на председателството, на високите позиции, тука е Куновска, тука е Костадин го спомена, тука е и Темелковски, синот на Зоре Темелковски од Кисела вода. Тоа е своите кога ќе ти кажат, најмногу боли, но тоа е реалноста која што ја знаат сите. Јас, бидејќи неле ти си новинар, ти можеш да ги спомнуваш, а ја ти се мешам по изборите, не сакам да им зборувам за внатре, така се држав и ВМРО ако беше нападната од сите страни. Не 4-5 од озгора, 6 од оздола, лево, десно, горе, доле. И ја ќе си бидам доследен и сега, да не им се мешам на СДСМ, ама нити па сакам да ги учам. Ја им се нудев година и пол, не ме сватија тие. Ама толку очигледно ме мразат, мислат лошо им. Абе нека одат во крива паланка, нека видат што се работи. Абе еве победи нивниот човек. Сега не може ВМРО да победува сегде и не е убаво ВМРО сегде да победува. Има една мисла која што треба да им укаже најдобро што треба да прават. Вели, ако сакаш да леташ, откажи се од сето она што те влече надолу. Многу, нели... Сидрото!
На Заев сидрото е тоа, да Сега ти има кажам. повеќе сидра, но нели треба да се откажеш од баластот, со баластот кој што го имаш Па во ја имам моментот. детектирано прво 7-8 треба сидра да што ги раскрстиш, влечат назад, ама овој пат ќе ги рипнам да бидам искрен. Да. Бидејќи не е коректно, нека си го средат дворот, нека видат. Сега ова е голем удар за нив е. Пази, ја оној пат реков кога бевме тука, кругот се затвара. Овие се третите избори поред што ги губат. Значи претседателски, не, локални, претседателски, парламентарни, локални. Бидејќи два пати е локални, не е 4, него е од 3. Тоа е еден голем круг, циклус на избори, када они се што има изгуби. Пролуфтирување, прочистување, реновирање, реформи, ребрендирање, персонален брендинг, и да не ти зборувам понатаму што ни треба. Ништо од тоа не работат они. Заради Македонија критичка опозиција која што ќе ја коригира власта, а нема да шири лажни вести. Што ајрот ширење лажни вести треба да ја коригира, да ја насочува, треба. Нели? Како што Паралелно во Нова Македонија одеше еден фејлтон за пропаганда, а ја со внимание го следев, прекрасно напишан, пошто ја подолго време никако да издадам книгата моја политичка пропаганда и политички маркетинг, преклупување и она. И многу убаво беше посочено и викам Белки некој ќе фани ука од овие губитници, што треба да прават, што не треба да прават. Ама еве метафорично и тоа ќе го искажам. Знаеш зашто губеа дуи? Затоа што има дизел реклама, дизел видеа, а знаеш што е дизел? Пуцко Петро. Так. Тоа е значи крадени пари, покажување на некој Чаир го покажува најсветла точка во вселената е и не во Македонија. Па сите знаеме каков е Чаир? Не. Чаир е таков каков што е. Еве зашто изгубија. Груби на Пуцко Значи, и на тоа е, дизел кампања. Тоа е моја измишлјотина. А научно кажано, тоа е порк барел кампања реклами. Тешко преводливо е. Порк е свинче, барел е нафта и кога свинче во нафта ќе го избањаш, добиваш нешто грдо или убаво. Таква кампања ние во најголема мера гледавме од 2-3 партии кои сега се губитници и се представуваат како победници. Црна Тоа е- кампања, најцрна досега, локални избори беа. Беше многу види, дегутантно. Тоа е психологија. Јас зборев деновиве со двотрица политолози и социолози ради едно обраќање генерацијско, ама и ова го зафатив и викам, Торове, има ли лек? Има лек, вика. Ама вика, треба да се упражњава лекот, а не да се одбива, вика. Нели, пошто знаем и болните под јастуци кријат лекови, сега споредувам под перници, мене еден социолог ми рече, тие што треба да го примат лекот, опортунистички се однесуваат и не сакат да бидат излечени. Тоа е најтешка форма, вика, на психологија. Негативна психологија. Така да волда некој ќе се трзни. Ним знај што им треба. Ним им треба конгрес сега. И на конгресот, се најдобро. Без Заев да дојде и да донесе некој за Нема рач. Заев не ми го збори, денес бе Тоа во стана Кочани, Липчо. традиција. Се нај Живкочув што се спрема во Кочани. Ја избегувам за Кочани да зборам, ти го знаеш тоа. Так. И ве замолив да не ме прашувате. Ама јас само едно ќе кажам. Значи сега во играше центар, Куманово, Кочани од големите градови, така поголемите. Историјата на Кочани за избори во рација имам од 91 година. Ќе ја кажам приказката од 2020 година на парламентарни избори кога Дуи во Кочани мое и на Кочанчани доби 509 гласа. Така, тоа беа лажирани избори, да Не, се... не лажирани, Да. купени. Так. Преку поштенска линија и преку оџите. Отворено кажувам, ево, докажано. Го сервиравме тоа на полицијата, полицијата ништо не презема. Сега, ја немаме поштенската линија, ги немаме оџите, притаени се, ама сега Се јави Заев, бизнисменот навистина од се Дубај јави. Да. слета во Кочани. Так. Поединости Во една нема визба да беше. зборам, Да. нема да зборам. Сега јас предочувам. Нека не ги чачкат мои кочанчани, нека ги остават сами да си изберат градоначалник, Советот си го избраа, и нека не ги понижуваат ромите во Кочани и социјалците од 14-та бригада, од Славчо Стоименов, од делумно од Вологот,
од Усова чешма и така натаму. Тоа го направија ДУИ, помогнати од СДС. Заев нека си седи или во Струмица, нека си седи или во Грција, или во Дубај, а лидерите од една господја разбрав дека 13-14 ромски партии има во Македонија. Нека појдат во Кочани вториот круг да си ги заштитат своите луѓе од подкуп. На Кочани во оваа тешка психолошка ситуација не му треба мешање од страна. Ја одлучив овој пат да не работам и не работам во Кочани. Ама денеска по приватна работа бев, кој ми ги кажа за врзламите што се прават, и ја одма знам дека овој пат протокот ќе оде преку 3 бизнисмени од Кочани, што се докажани како ги прават тие работи, дека Заев ќе ги пушти джиповите, ама има лек. Лекот е 2017 во Кавадарци, кога джиповите и насилниците на Заев ги одбивме, ваташани и ваташанки, најхрабри испадна, Митко Јанчев и кавадарчани, подпомогнати од Прилепчани, кои доживееја пораз тогаш. Сега е еден од најубавите градови во Македонија. Па да, еве ја поуката, браво. Еве ја поуката. Не сум учествувал ни на следните локални, ни овие избори не сум учествувал. Два пати е прогласуван за најдобар градоначалник и во Македонија и во Југоисточна Европа, ама значи има лек. Треба некој да го заштити Кочани сега, да го остави демократија да се испроведе. Особено после ова што се случи, да. Па да. Ќе продолжиме со разговорот, да. Само да кажам, бидејќи ти не го кажа, беше ексклузивна информација на Курир МК од свиркачи во СДСМ, дека во на визба на еден хотел на буквата С во Кочани, Заев се сретна со еден кандидат за градоначалник кој што остана таму и дека хотелот е на бивши градоначалник на СДСМ. Потврдено е и човекот ВМРО ДПМН требало да слика, сакал да ги слика, обезбедувањето го избркало, но еве останува како непроверено, наводно како и да е. Може 10 секунди? Да, повели. Зошто Венко, прекрасно дете, си има бекграунд политички, зошто отиде да слави кај ромите и да го прави тоа што го правише, а не отиде во Валогод, не отиде во Тројаново Трло, не отиде во Бвчалакот, не отиде во Стришани, центарот на Кочани да слави. Да најстарото мало. Зошто не отиде во Турско мало? Зошто не отиде во моето Влашко мало, каде што сум роден јас? Отиде кај ромите. Толку. Нема да дадам зошто отиде, ама само прашалник става. Така. Имаме уште теми за разговор, ќе зборуваме за она што всушност доаѓа со оваа огромна победа, нешто некој добива и од врзани раце, не само за локално, туку и за многу други работи. Зборуваме за правосудството, зборуваме за оние фамозни бугарски уставни реформи, како и да е. Со нас е Сотир Костов, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Сотир Костов. Зборувавме претходно дека пред фактите и боговите молчат, за жал тоа во Македонија. Во овој случај и бројките. И бројките, да, но некој не го почитува тоа. Како и да е, реалноста е дека имаме два губитника огромни. Едниот е ДУИ, другиот е СДСМ. Интересно, вечерта Филипче се појави, за да го почне наративот, резултатот и не е така лош, кој што заврши утредента преку неговите мегафони дека ВМРО е губитникот и дека изгубиле толку и толку гласови. Ајде, тој сепак се појави еднаш, кажа што кажа, се гледаше дека нема е најубаво во светот, но една работа, бидејќи тука имаме двајца губитници и прашањето е кој е поголем, нели? Каде е Ахмети? 3 дена го нема. Да не остана во Тирана, Сотир? Не знам. Таму беше последниот ден, исто како порака колку е тој за албанците се грижи. Ја би додал каде е Таравари, каде е села. Значи, губитниците малку листата им е подолга, особено Гостивар е најголемата дамка на овие избори, нема цензус. Пази, реално и граѓаните се иселени до оваа дел. Ама не само таму. Абе истокот му е иселен, па види луѓето излегува гласа. Значи некој ги привлекол. Бојкотот е и албанците и македонците не излегуваат затоа што знаеш како, Таравари мисламе можеби поголем губитник од, ама сега ова нема сваќа буквално од Али Ахмети, бидејќи со толку преоди си ја запечати политичката судбина. Ја и не знам дали веќе има партија, да ти кажам. Не знам. Бидејќи таму селави кај ги држи клучовите, али нешто кажува, еден добар дел се е во Влен, тоест во Вреди. Не знам, мислам дека референдумското изјаснување им се претвори во Гостивар минус недоволно ни за 1/3.
се е кажано со тоа, Лјупчо. Значи, никакво референдумско изјаснување, никакви национални теми, никакви државни теми, локални теми за економски развој, за социјала и за решавање на моите проблеми во улицата, во квартот, во училиштето, во детската градинка, кај внуците. Тоа е тоа. Еве, примарното здравство, тоа е пожарната на време да доаѓа ако нешто гори, ѓубрето да се тргнува, да се чисти на време, а не вака Скопје заглавено во смет. Така да, Али Ахмети, мислам дека сега има 3 пишувачи на говори, што пишуваат 3 разни говори, различни верзии на говори, како тој да излезе и што да каже. Живи били видели, ќе видиме која верзија, нема да ги открием кои верзии, барем ја мислам као аналитичар што би рекол, ако ја работам за него, што би го советувала, а мојот совет, знаеш што би бил? Истата вечер прв да излезе, пред Османи и прв да признае. Види, ние во овој студио сме збореле за Османи вака, онака, дипломатија не продаде на бугарите, од сега утна, ова, али Османи, елементарна политичка култура покажа. Сотир Костов не може тоа да не го истакне. Така, да. Мислам, не би бил Сотир Костов, ја овако не го кажам. Каде е Шоку Али Ахмети? Го нема. Шоку е другар, мислам. Не се, но сепак еве еден губитник од ДУИ излезе и постапи машки, си призна, за разлика од македонската опозиција, каде што ниту еден од нив не се појави. Една друга работа, сите сега повикуваат на нешто што се вика оставка, бидејќи после ваков дебакл, нели ќе се вадат премалку време и се, но очевидно е дека ниту Ахмети, ниту Филипче, но не само тие, туку ниту раководството на СДСМ, ниту раководството на ДУИ немаат абер и мува не ги лази, нема шанси, нема абер од оставка. Што после ваков дебакл, вако нешто не се случило во Македонија. 13:33, да си имал 19, не 16 градоначалника предходните избори, сега да имаш шанса за 8, ама тоа е шанса, која што ја мислам дека ќе биде можеби и 6. Но еве, нека бидат и 8. Тоа е, ти 50% од градоначалниците си ги загубил. Значи, 2-1 е приказката. Значи, така мораме да мериме во број на градоначалници, и број на совети, и број на мнозинство во совети. Ја по гласовите ги ставам на последно. Ви објаснив преска од кои причини тоа го правам и тврдам дека сум во право. Ја знаеш што? Ја го анализирав Сарајева не стигнав до крај. Ја тврдев дека во Сарај ДУИ ќе победи. Од кога видов дека ДУИ не победи, седнав да чачкам да резонирам, борски пудинг имав, не можев да видам, ама еден пријател албанец вака ми рече, абе Сотире, немој се глупираш, бе, вика. Огнените кај беа, вика, сем меѓутоа кога тргнеме на Сарај, кај беа најбројни во Сарај. Времено ги поклопија, времено им дадоа предлог кој не се одбива, и еве ги сега, вика, го изразуваат своето, вика, Сарај губи, гласовите се префрлаат, вика, во вреди. И ја вака резонирам, викам, ке да е така. Ке да е така, Сарај бастион на ДУИ. Значи, ние сите чаир. Абе, Сарај го изгубија. А Рачиново исто така беше изненадување. Али види, утија Рачиново имаше многу лоши работи во минатите циклуси, имаше такви купувања, да не подсетувам што ни правеше она генералниот секретар на СДСМ, што го судеа после на Заев, што му донесе на тац на купени глави, а Рачиново мене не ми е репер, ама во право си, и за Рачиново си во право. Сепак Сарај, и пази, Сарај не е мала општина, се разбериме. Сарај не е мала општина. Настрана што се развива и тоа гледам се изградила, ја кога носев материјали од ДИК прошлиот циклус, видов дека Сарај одавна не бев отишол, да бидам искрен. Сарај е прва лига. Ја не гледам дека некој е онеправдан или било што. Прекрасен град. Град во град. Буквално град во град, да. Као аеродром што. Да. Но ова што се случи, од една страна за едните носи потреба да си го средат сопствениот двор, како што велиш ти, бидејќи нема што да им се меша, некои тие си знаат, нивни се резултатите. Од друга страна, за власта која што и сега и централна и претседателската позиција имаат, локалната ја имаат, сега ќе биде уште позасилена, да не заборавиме, вреди не постоеше на минатите избори. Овие 53 кои што може да станат и 55 на ВМРО, доде ги навреди, веќе имаат 5, 4, 5, ако имаат уште
4-5 плюс знам, ќе има 65-6, тоа е веќе... Не, ама види, вреди ја заврши работата Љупчо со победата во Чаир и со големиот бран Тетово. Тој бран сега на вреди ќе му донесе додатни гласови во вториот круг, каде што имат во оние помалите општини. Сега малку тука го забравивме Кичево и Струга, може би затоа молчат, спремаат некои големи тактики. Лично мислам дека во Кичево нема да им успеат. Ни чартерите, оној пат рековме, не помогат, ни автобусите. Премногу голема разликата, но и оние, ајде и покрај оние дезинформации што ги пушти одредени медиуми. Математиката е тнка, ги нема луѓево. Да. Уструга е поинаку, иако ме радува што пази, 2-3 независни кандидати веќе ги имаме од албанците, ме радува што таа појава и таму се јавува. Сега таму, мислам. Покажува колку има албански средини на нив. Иначе тоа се наши средини, македонски средини. Ма тоа е револт кон Дуј. Реши веќе да не делам кампуси, мампуси. И тоа е добро. А од еден човек за овој кандидатов независен, подржан од вреди, не чув лоша дума, кога го видов како настапува нормално, без политички вокабулар, народски зборува. Не е воен плен веќе. Не, тоа далеко е тој човек. Но се гледа по физиономијата, од таква реторика е далеко. За мене нема да види ништо, никакво изненадување тој да се водството да си го потврди, иако таму велат дека сега ќе запнале на мускули. Ама еве не помогна ни ова речија левица не помогна во првиот круг. Па не знам што ќе се случи во вториот. Во другите градови кои што се онака кажано народски интересни, односно каде што може да има промени, еве тука се во тој дел се и центар, тука и Карпош. Види, за центар еве која максима ќе ја кажам. Значи тешка битка гради во гради под наводници и за центар ќе ја кажеме на мисла што сум ја напишал 2004 во една моја книга изборни кампањи 2005 издадена. Битката изборна не ја добива тој што прв ќе ја започне, туку тој што ќе најупорен, најистраен и прв ќе ја помине целта. Значи, не се сега трансформирам, него ја кажу, да, браво, браво. Значи, сега кажувам што се случува некој пат. Што се случува? За Карпош, мислам дека и покрај сите сноодливи стратегии што Стефче ги има направено, овој пат не знам дали ќе успее. Многу е стабилно водството на Сотир Лукровски и мислам именјакот и како ново лице во политиката мислам дека ќе го одбрани водството. Абе видиш, ја ништо не кажав за Куманово. Куманово, евеко, 16.391 глас е Максимус Димитриевски. Не ми се љути тој овака, ја што кажувам. Горан Стојковски 5.973. 2,7 или 3 спрема 1. Така, настрана сега кажи ми ти, еве го, да се знае. А СДСМ падна на кое место таму беше? Трето или четврто? СДСМ, знаеш како? Со оној што потпишуваше службен вестник, пушташе закони. Четврти мислам се, не сум сигурен. Негде имам и таму сликичка, ама не можам се да покажам. И сега пази, таму има, се ова морам да го кажам, како еден дел за Кочани што кажував, таму има умешани сиви еминенции, црвени еминенции, поранешен министер за внатрешни, поранешни двојца градоначалници од кои едниот дипломат, поранешен премиер, па помешани со татко и син. Таму има поранешни СДСовци кои биле знам, па сега се одметнати. Таа стратегија, ја цело време бев информиран, не можам да кажам како реагирав, после изборите ќе кажам како реагирав, ама едно знам. Еве ги бројките, не му наштетија во првиот круг, па види сега Љупчо, па нема магионичари во избориве бе. 5900, како ќе се стигнат 16.500 гласа? Па од джеб да ги вадиш бе, од небо да ги истураш, не можеш да ги добиеш. Поготово што сега, тогаш беше трчење првиот круг. Српската партија си трчеше своја листа, МАК си трчеше своја листа, ВМРО-вците храбро истрчаа. Одма познам листата се заедно тука, мнозинството го имат, растеретени се. Лично мислам, само ќе зајакнат сега гласовите, а овие нека се прегрупираат, нека ги уклучуваат сивите еминенции. Море, наводно и тамо некои криминогени структури сакале да покушат нешто да купуват. Ја лично мислам нема да успеат.
Хајде да завршам со Кочани. Денеска, ко прашав дечки што ќе биде, како ќе биде моите борци, вака ми рекоа, судире се сеќаваш, вика 607 одделение ко беме планинари и ко се обидовме Руен да го освоиме, не успеавме, вика. Стигнавме до Султантепе, тоа е на помало планина, не е планина, ама е голем рид, и вика, во вториот обид, после 2 години го освоивме, разликата меѓу нас и другиот кандидат е, вика, колку што е висок Руен, 2252 гласа, а толку метра е висок Руен. Тешко, вика, да го стигнат они, тој Кочански Олим, вика, ќе запниме, вика, и ќе победиме. Ајде да видиме. Да. Вториот круг се ближи. Ноември, така, тоа е датумот. Доаѓа така 2 ноември. Ќе работат и едните, ќе работат и другите. На сите им посакувам добро здравје, им посакувам добра атмосфера, да се одбранат од кримогените типови од Струмица, па може и нешто од Скопје, може би ќе дојдат, ама мислам полицијата овој пат и со дронови и со не знам што све ќе ги заштити кочанци, и кочанци ќе покажат, како што во првиот круг покажа што е демократија и покрај на големата болка што ги снајде на загубата. Да. Еден млад аналитичар упорно раздори праве тамока на медиумите во Скопје, кога ќе завршат изборите, ќе му закажам јавен дуел да видам кои му се причините внатрешни да ги раскарува и да ги разделува луѓето во Кочани, поготово што тој сладко и убаво живее во Скопје, се шета низ светот, и го гледам кај да отворам интернет или медиуми, тој зборува за Кочани. Ќе видиме што ќе испаде. Ти благодарам, што беше мој гост. Честа беше моја. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.